Лозарите од Валандовско удово очекуваат годинава откупните цени да бидат повисоки од лани, во спротивно ќе се уништи неговото производство. Според нив, производствените трошоци секојдневно растат, а цената постепено се намалува. Ако порано винското гроздје се откупувало по цена од 14 денари за килограм, минатата година истото било само 12 денари. Ако и годинава цената не порасне, производителите велат дека земјоделците нема да може да си ги вратат потрошените пари. Ова година што помина 2015, сталцето гроздје беше добро. Мислам со цените од 20 до 30 денара се движеше, а винското гроздје е катастрофа со 12 денара цена. Тука подромите треба да размислат малку или ќе уништуват тоа производство. Така не оде повеќе. Новија трошкови, цените на препаратите на гибридото секојдневно растат, а цената јас 94 откупував по 14 денара винско грозде, сега е 2016 веќе по 12 денара, што нема логика. Подромите треба да размислат ќе уништат таа култура. Земјоделец не може да издржи повеќе да финансира и да губи пари, а да не си ги враќа барем парите, не си ги враќа со 12 денари. Минатата година околу 396 милиони денари субвенции биле исплатени на околу 13.700 земјоделци. Најголема исплата била извршена во Кавадарци, Неготино и Гевгелија, а субвенции им биле исплатени на лозарите од Валандово, Струмица, Свети Николе, Велес, Радови, Штип. Инаку лозовите насади во земјава се застапени на околу 20.000 хектари, што е намалување во споредба со 2007 година, кога површините под лозје зафаќале близу 25.000 хектари.